ден, драги ученици! На денешниот час по природни науки ќе зборуваме за синџирите на исхрана. На сите живи организми им е потребна енергија за да живеат. Таа енергија ја добиваат од храната. Според начинот на исхрана, односно дали сами ја создаваат храната, користат готова храна или се хранат со изумрени растенија и животни, живите организми се поделени на двата – произведувачи и потрошувачи. Произведувачите сами си создаваат храна, односно тоа се растенијата, алгите и некои бактерии. Потрошувачите пак се хранат со готова храна, само со растенија, само со животни или и со растенија и животни. Во природата, живите организми се поврзани во однос на исхраната, кој што јаде. Таквата поврзаност се нарекува синџир на исхрана. Секој синџир на исхрана започнува со произведувач, растение или алга во зависност од тоа каде живее. На оваа слика имаме еден произведувач, неколку потрошувачи и синџирот на исхрана на крај ни завршува со разложувач. Произведувачите, односно растенијата, ја произведуваат храната преку процесот на фотосинтеза. Зборот фото значи светлина и синтеза произведува. Тоа значи дека едно здраво растение има потреба од сончева енергија и соодветно место за растење. Сончевата енергија, заедно со водата, која што растението ја добива од својот корен, и јаглеродниот диоксид од воздухот, растението произведува храна, односно шекер, така наречен глукоза. При овој процес се ослободува газ, кислород, кој што ни е потребен за дишење на нас и на животните. Ајде уште еднаш да повторим. Вода плюс јаглероден диоксид и сончева енергија се добива шекер или глукоза и се ослободува кислород. Тревојадите се првите потрошувачи кои што ја конзумираат храната од растенијата, односно од произведувачите. Уште се наречени потрошувачи од прв ред или примарни потрошувачи. Овде на оваа слика имаме произведувач, односно пченка, и потрошувач од прв ред глушец. После првиот потрошувач следи потрошувач од втор ред или секундарен потрошувач. Тој пак се храни со првиот. Во нашиот случај потрошувач од втор ред ни е змија, која што се храни со глушец. Потоа следува потрошувач од трет ред или терциерен потрошувач. Во нашиот случај буф, кој што се храни со потрошувачот од втор ред, односно со змијата. Во зависност од синџирот на исхрана, може да има и четврт потрошувач. Еден синџир на исхрана може да содржи помал или поголем број на членови, обично од 5 до 7 членови, а секој член си има определено место и е поврзан со претходниот и наредниот член. Во нашиот синџир на исхрана на оваа слика имаме произведувач трева и неколку потрошувачи: скакулец, жаба, змија и граблива птица. На крај завршува со разложувач. Разложувачите пак, одредени бактерии и габи, се хранат со изумрените животни и растенија и потоа ги разложуваат до минерални соли и до вода. Овие материи растенијата повторно ги користат во процесот на создавање храна, односно во процесот на фотосинтеза. Секој синџир на исхрана се одликува со големински однос, односно од најситни до најкрупни организми, и со броен однос од најголем број до најмал број организми. Секој претходен член во синџирот со својата поголема бројност обезбедува доволно храна и опстанок за секој нареден член, но истовремено и опстанок за себе. Протокот на енергија во еден синџир на исхрана, бројноста на единките, како и нивниот големински однос, може да се представи со пирамида на броеви, како што имаме на оваа слика. Домашна задача. Обидете се и вие да направите еден синџир на исхрана. Ви благодарам на внимание.